Благодарам председател Азевски. Во суштина денеска сметам дека е еден од деновите последователни на нашиот диалог и комуникација. И тоа ние го гледаме како знак кој што треба да укаже на нашиот пристап како влада, тоа е дека стопанските комори и Стопанската комора на Македонија ја гледаме како еден од клучните чинители во не само како представник и застапувач на потребите на бизнес заедницата, туку како креатор и партнер во креирање на политики, затоа што сметаме дека само со еден таков пристап во кој што имаме партнерски однос и креираме атмосфера на диалог, можеме да постигнеме во едно од клучните вредности на оваа влада, тоа е да креираме предвидливо деловно обкружување. Знаете, мене ми е малце полесно затоа што сум бил некојаш на ваша страна, па полесно ми е да можам да адресирам. Знам колку е лесно или тешко кога немате предвидливо обкружување и од првиот ден сум кажал дека ќе се заложам да преку диалог и комуникација со вас како клучни чинители да тоа го креираме. И за мене клучно е дека нема табу, нема теми кои што не може да се отворат, без разлика дали тоа бара еден ден, 20 дена или цела година на работа и илјадници состаноци, ние мораме заедно да седнеме и да ги најдеме решенијата. Мило ми е што платформата за јавен приватен диалог во кој што вие заедно со трите комори сте чинители, имаме редовни состаноци, тоа го креираме како еден начин кој што сметам дека без разлика кој ќе биде на власт ќе продолжи начинот на комуникација. Ги отвараме стратешките работи кои што се битни, можеби вие кажавте последните 10 години не се отворени, ја велам можеби и подалеку, повеќе од 10 години. Слушајќи ве вас како чинители во стопанството, се одлучивме да влеземе во процес на креирање на националниот развојната стратегија, која што би требало да одговори на мноштво прашалници кои што ги имаме не само во економијата, туку и во другите сектори. Отворивме други теми кои што денеска ќе ги разговараме, кои што укажува дека власта е отворена за било кои прашање. Мислам дека Министерството за финансии промптно реагира и многу брзо доаѓа со законски решенија и тоа е, сметам дека добар показател дека навистина овој настан кој што вие го кажавте е настан кој што би требало да не отвори, да кажем, или запред тоа што го имавме минатата година. Ја викаме во духот на заздравување и рестарт на економијата и затоа е добро денеска тоа да сме тука и денеска тоа да почне. Секако при тоа веројатно ќе се носиме со здравствените последици и со тоа што треба да го осигураме, а тоа да бидеме внимателни кон протоколите, како што денеска овој настане ова.